Ова е еден кус осврт на темата возрастни деца на алкохоличари. Зборуваме за возрастните што пораснале, знаете, во хаотични домови, со родител кој се борел со некаква зависност. А тоа остава едни невидливи лузни кои им влијаат на животот и денес. Прво, се сведува на едно клучно чувство – длабока несигурност. Бидејќи никогаш не научиле како изгледа едно нормално семејство, овие возрастни деца на алкохоличари, или скратено ВДА, постојано се прашуваат дали се доволно добри. И ова ги тера постојано да бараат одобрување однадвор и да бидат свој најстроги критичари. Важно е да се знае дека ова важи и за возрастни деца од дисфункционални семејства, односно ВДД, бидејќи сличната траума често води до зголемен ризик од анксиозност и депресија. Второ, доаѓаме до еден клучен концепт – раненото внатрешно дете. Што значи тоа всушност? Едноставно кажано, овие деца прерано станале возрастни. Се грижеле за родителите, го одржувале мирот, ама никој не се грижел за нив. И затоа, нивните детски емоционални потреби биле целосно занемарени. А за здравувањето? Тоа вклучува нешто што се вика преродителствување, значи процес во кој учиш сам на себе да си ја дадеш целата љубов и сигурност што ти недостасувала. И конечно, трето, патот кон заздравувањето. Најважната вест тука е дека заздравувањето е апсолутно возможно. Многу мина наоѓаат огромна поддршка во групи како ВДА-ВДД, каде што се поврзуваат со луѓе со исто искуство. Таму, преку програмот 12 чекори, луѓето учат како да ги разберат и да ги надминат последиците од минатото. Крајната цел е да се прекине тој маѓепсан круг на генерацијска траума. Растењето во дисфункционално семејство остава длабоки траги, но да се препознаат овие образци е првиот чекор кон градење на еден поздрав и поисполнет живот.